Добар ден. Укажуваме дека Ѓорги Иванов ги крши уставот и законите и тоа повлекува одговорност за него. Ѓорги Иванов нема право политички да дискриминира. Иванов го додели мандатот на Никола Груевски без да му бара подпис од 61 пратеник и да поставува услови за програмата. Од тука нема право тоа да го бара од председателот Заев. Ова е недозволено кршење на уставот од страна на Иванов, за што се одговара според уставот, меѓутоа и според кривичниот законник. Со своето однесување, Иванов и во овој случај, како и претходно со аболицијата, јасно се става во одбрана на криминалот на Никола Груевски. Со тоа, Ѓорги Иванов ги доведува во опасност и граѓаните и државата. Благодарам по велите прашање. А господин Шилегов, дали почнавте веќе да собирате подписи? Граѓаните во текот на предвремените избори во голем број гласаа за промени. Граѓаните не треба да се загрижени. Социјалдемократскиот сојуз работи на изнаоѓање на решение кое што ќе доведе до брзо, ефикасно формирање на нова влада, која што влада ќе ги надмине проблемите во Република Македонија и ќе го подобри животот на граѓаните. Тоа значи дека ќе можете да обезбедите парламентарно мнозинство? Секоја информација која што ќе биде зрела за споделување, ја споделуваме најтранспарентно. Повторувам, не треба да се грижат граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз работи на изнаоѓање на решение кое што ќе дојде до формирање на влада. Ве молам само уште едно прашање, како ги коментирате условите кои што се содржани во програмата, кои што треба да бидат содржани во програмата според Иванов? Нити во уставот, нити во законот за влада не постои обврска на мандатар да презентира било каква програма до Ѓорги Иванов. Програмата се презентира до пратениците и таа е предмет на усвојување од страна на собранието, не од страна на Иванов. Дали ќе понесете одговорност за председателот Иванов за писмо? Ѓорги Иванов е за жал лик кој што ја одбележа заштитата на криминалот на Никола Груевски. Тој заминува во политичката историја во истиот момент кога тоа ќе се случи со Никола Груевски со формирањето на новата влада. Дали ако формирате нова влада, точни ли се информациите дека ќе има реизбор на голем број суди? Значи, една од програмските определби на Социјалдемократскиот сојуз беше целосен реизбор во судството во Македонија.